Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Администрацијата на Обама денес ке представи пакет нови предлози за намалување на трошоците во буџетот во износ од 17 милиарди долари. Се очекува председателот Обама да објави листа од 121 федерална програма кои ќе бидат затворени или намалени во напор да се намали буџетот за следната година. Намалувањата сочинуваат само мал дел од буџетот кој изнесува 3,5 трилиони долари, што е одобрен од Конгресот минатиот месец, а некои законодавци дава отпор на напорите во минатото да се намалат тие исти програми. Лидерот на малцинството Џон Бонер сега кажа дека конгресните републиканци сугерираат дека може да се стори многу повеќе. Официјални лица велат дека околу половина од намалувањата ќе се случат во програмите поврзани со одбраната, додека остатокот ќе биде интервенција во домашни програми. Од другите вести, САД, Афганистан и Пакистан имаат заеднички непријател во Ал-Каида и незините екстремистички сојузници, кажа американскиот председател Барак Обама по средбата со колегите од Афганистан и Пакистан, Хамид Карзаи и Асиф Али Зардари, што се одржа синоќа во Белата куќа. Американскиот председател рече дека трите земји се посветени на попречување, растурање и поразување на заедничкиот непријател. Тој ги оцени разговорите како исклучително продуктивни и ја истакна соработката меѓу Афганистан и Пакистан. Председателот подвлече дека американската влада ќе стори се што е во нејзина можност за избегнување на цивилни жртви во операциите против терористи во Афганистан. А во State Department на почеток на дводневните разговори на високо ниво, Пакистан и Афганистан подпишаа меморандум за разбирање со кој се обврзаа да го заокружат договорот за погранична трговија и транзит меѓу двете земји до крајот на годинава, за кој двете земји разговараат веќе 40 години. Главниот представник на Светската здравствена организација вели дека глобалното тело за здравство се уште работи на разбирање на вирусот на свинскиот грип H1N1 и повика на тамошна предпазливост за борба против ширењето на болеста. Преку видеолинк, генералниот директор Кейиџи Фукуда зборуваше со азиски представници собрани во Банкок, при што рече дека е критично државите да продолжат внимателно да следат болеста и незината еволуција. Фукуда кажа дека се уште не се верува дека се има јасна представа за тоа колку е сериозна болеста и потсети дека трендот може да се преврти со настапување на сезоната на грип во северната хемисфера подоцна годинава. А во Мексико и во другите држави животот полека почна да се нормализира, познаците дека болеста покажува стигнување. А резултатите од владиниот стрес тест, извршен врз најголемите американски банки, покажува одредена сила кај банките во Америка. Околу половина од тестираните 19 банки нема доволно готовина да пребродат идна економска бура. Меѓу таквите кои нема доволно капитал се Citigroup, Wells Fargo и Банката на Америка, кои според некои извори ќе треба да соберат дополнителни 34 милиарди долари. Представници на банките одбија да коментираат, но председателот на Федералната корпорација за осигурување на депозити Шила Бер вели дека банките не треба да гледаат во владата за повеќе помош. Одделот за финансии останува како резерва, но тие прво самите треба да дојдат до невладини извори. Владата потроши 3 месеци за тестирање на 19 најголеми банки во Соединетите Американски држави. Ова е портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс. Целта на стрес тестовите секогаш е да се добие јасна слика за проблемот, количината на капитал во резерва што на банките може да им треба доколку рецесијата во која сме стане подлабока. Овие стрес тестови се главниот елемент на планот на администрацијата на Обама за стабилизирање на финансискиот систем. Тестовите вклучуваат најлошо можно сценарио за мерење на ефектот на банките во државите доколку невработеноста порасне на повеќе од 10% и цените на домовите паднат за уште 22%. Законодавците велат дека резултатите упатуваат на поголема финансиска регулатива. Председателот на Комисијата за банкарство во Сенатот Крис Дот вели: Не можеме веќе да дозволуваме овие институции да растат толку големи за да го стават целиот наш финансиски систем во ризик. Извештајот ќе биде објавен подоцна денеска. Без оглед на резултатите, федералните регулатори велат дека сметките на граѓаните се безбедни и дека нема да се дозволи пропаѓање на ниедна од тестираните банки.
Точно пред 100 години, американскиот истражувач Роберт Пири тврдел дека е првиот човек кој стигнал до северниот пол и тоа за 37 дена. Многумина имале проблем со ваквото тврдење, велејќи дека тоа патување не можело да биде изведено, особено не за толку кусо време. Еден век подоцна, британскиот истражувач Том Авери решил да го рекреира истото патување и докажал дека не само што може да се изведе, туку можело да биде изведено и побрзо. Джули Табо од Гласот на Америка разговараше со Том Авери. Колку повеќе читав за тоа, толку повеќе навлегував во контроверзата. Ние се уште не знаевме кој бил првиот човек на северниот пол, вели Авери. Роберт Пири тврдел дека со неговиот тим, еден афроамериканец и четворица инуити кои служиле како водичи, стигнале на географскиот северен пол за 37 денови. Скептиците тоа тврдење го негирале, не верувајќи дека таков потват бил можен за толку кусо време. Авери решил да провери. I just basically decided, look, if we could travel the same route. Решив да патувам по истата рута, да земам ист вид на куче како тие, да изградам реплика на нивните санки и да видам колку ќе ми треба да стигнам до таму. Авери и неговиот тим тргнале. Северниот пол е жив организам, дише. Арктичкиот океан се движи со своите плими и осеки. Гледате огромни мразови гребени кои се формираат пред вашите очи. Мразот се отвара и ви остава отворено море со кое треба да се справите. Температурите ниски. Затоа чекате да се постопли на 40-50 степени под нулата. Тоа е нормата таму. Патувањето било 800 километри долго и за 5 часа подобро од она на Пири пред еден век. Авери вели поуверене од кога и да е дека тимот на Пири е првиот што стигнал до северниот пол. Експедицијата на Авери од 2005 година е документирана во неговата нова книга Крајот на земјата. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Ве поздравувам од Вашингтон со потсетник да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.